Благодарам, почитуван подпредседател. Колега Исмаил, со перформанси, викање, претење, кревање на раце не се решаваат проблемите на граѓаните, а особено не се решаваат со манипулација, лажење, кое што не сакам да верувам дека потекнува од незнаење. По член 2 од Законот за постапување на бесправно изградени објекти, кој е предмет на денешна измена, во ставот 2 пишува дека предмет на овој закон се бесправните објекти од ставот 1 на овој член, кои до денот на влегување на сила на овој закон се изведени градежните и инсталатерските работи во целост и истите представуваат градежна и функционална целина. Или во превод, до 2011 година бесправно изградените објекти се предмет на овој закон. После 2011 година дивоградбите не се предмет на овој закон и ве молам, не ја замајувате јавноста, затоа што може би некој граѓанин кој што е заинтересиран, кој што немал можност, а има дивоградба, не бил при финансиски средства да ги исправи сите процедури, утре ќе отиде до некоја општина да поднесе легализација повикувајќи се на вашиот денешен говор. Ве молам, немојте од вашето незнаење, од вашата потреба за атракција, за перформанс да ги доведувате граѓаните во заблуда. Инаку, доколку вие како левица сметате дека сите објекти кои што се нелегално изградени во Република Македонија треба да се срушат, јас ќе апелирам до вас, веќе утре поднесете закон, образложете го тој закон, објаснете им на тие граѓани како левичарска партија се залагате за правата на луѓето кои што се помалку имотни, дека треба да им се срушат нивните куќи. Ќе дебатираме овдека и доколку не убедите во аргументите, можеби ќе ве поддржиме, но верувам дека вашите аргументи на оваа тема нема да бидат поддржани ниту од граѓаните, а уште помалку од ВМРО-ДПМН. Така што уште еднаш, читајте, анализирајте, пратеници сте, земате високи плати, немојте само да правите видео перформанс. Ви благодарам.